Почитувани колеги, пратеници, почитуван колега од СДСМ, јас сакам да ја прашам во врска со главниот во моментов најголем проблем, кој што особено ги тишти граѓаните на Македонија, но особено граѓаните на Скопје, на Битола, на Куманово, на Тетово, на Струмица и на другите места, гасификацијата и загадениот воздух. Колеги од СДСМ, вие целосно ги излажавте граѓаните и со својата неодговорност секој ден го загрозувате здравието и животот на граѓаните со канцероген воздух. Почитувани колеги, Зоран Заев вети чист воздух. Пред 2 години држеше говор во аеродром, каде што велеше аеродром и така натаму, а воздухот во аеродром е никогаш во историјата позагаден, како и во цело Скопје и еден куп градови низ Македонија. Заев и компанија велеа и лажеа дека гасифицирани се сега Куманово и Струмица, а гледаме дека се најзагадени во светот. Вашата председателка на Комисија за животна средина, Каја Шукова, пред 2 недели вели: борбата против аерозагадувањето е на прав пат. На кој прав пат, господине Велковски? На тоа што народов, граѓаниве, децава не може на улица да излезат. Уште еднаш, со вашата демагогија, на граѓаните им велат, цитирам, пред 2 недели, борбата против аерозагадувањето е на прав пат, СДСМ се грижи за граѓаните и животната средина. Ова е срамота. Понатаму имавте банери, кампања, плакати, велите влада на Македонија, план за чист воздух. Нема чист воздух. Кој чист воздух, почитувани демагози од власта? Понатаму, вашиот поранешен пратеник Стојановски вели: седете дома, тоа ли е мерката на Груевски за загадувањето? Дамјан Манчевски вели: за чист воздух, збогум Никола. 3 години сте на власт. Никогаш не сме биле позагадени. Васко Ковачевски од Битола вели: граѓаните во Македонија, тогаш за Ковачевски се викавме Македонија, сега некако поинаку вели, бараат чист воздух. Понатаму ваш плакат пред 2 години вели: чиста вода и чист воздух, здравие за сите, за живот во Македонија. Општа катастрофа. Бочварски во Штип, гасификација во Штип, шајка немате ставено. Понатаму, за окружи број 19, за чист воздух. Шекеринска во Гостивар, ајде да излеземе за чиста вода и чист воздух. Демагогија, плакат од изборите, преземаме итни мерки за чиста вода и чист воздух. Јани Макрадули, никој повеќе не ја сака керками од мене, затоа бидете сигурни ќе има чист воздух. Макрадули друга изјава, трета изјава. И така натаму, и така натаму. Господа од СДСМ, се што кажавте, се излажавте. Македонија никогаш не била економски поуништена, со помалку инвестиции, никогаш немало повеќе загадување и повеќе иселување. Наместо живот, катастрофа. Но доаѓа времето, доаѓа април, доаѓа казната. Ќе одите во опозиција. Контрареплика, пратеник од Велковски, Диме Повелет. Почитувам колега од ВМРО ДПМНЕ, тоа